Дали новиот спикер на собранието Афрем Гаши го прекрши уставот? Да, може да се каже дека според уставот и според законот требаше прво на македонски да се да положи заклетва, па потоа на албански и е должен да го почитува законот, деловникот и уставот. И ние очекуваме дека тој тоа треба да го испорача. Сум посрамена од односот на политичарите во мојата земја. Тука немам простор за гордост. Навистина ми е непријатно кога надвор треба да објаснувам, например, дека пациенти треба да чекаат. Кои ресори ќе ги предводи партијата, знам? Се уште дефинитивно не разговараме за кадровски решенија. Најголем дел од нашите платформски определби и програмски залагања ќе бидат дел од една идна владина програма. Македонија велика како извозен и регистриран бренд. Дали тој заштитен знак ексклузивно припаѓа на нашиот сосед? Не сметам дека Грција треба да има ексклузивитет во овој поглед. Меѓутоа, она што е значајно да се напомене е пасивноста на нашата страна во поглед на регистрирањето на географските ознаки. Зошто патот до правна сигурност е поплочен со голем број на предизвици? Па затоа што кај нас правдата е привилегија на исклучиво на богатите и моките. И токму тоа, ако погледнете во нашите затвори, нема да ги најдете олигарсите. Македонските граѓани преферираат повеќе да купуваат оригинал или фалсификат брендови? Па сакам да кажам дека преферираат оригинал, меѓутоа сведоци сме дека се купуваат и фалсификувани производи. Последното истражување за родовите дезинформации покажа 7000 коментари насочени кон 3 или 4 претенички, во кои што најголем дел од нив представуваат повик за силување и убиство. Гледајте го новото вечерашно издание на Трилинг во 20 часот и 45 минути.